Отписот на каматите за дел од граѓаните и повеќе од очигледно е дека е предизборен подкуп, алармираат синдикатите откако премиерот ја повтори мерката за отпис на долгови. Маријан Ристевски вели дека оваа мерка е добра, но таа требало да се направи уште пред една година. Отписот на долгови, вели, во овај момент е само шминка, зашто каматите се наменети само за јавните предпријатија, но не и за приватните чии долгови се многу поголеми. Очигледно дека сега пред избори се прави нешто, меѓутоа еве, ако е пред избори, нека избришат камати на приватните, нека донесат закон за облигациони односи, нека прифатат независни. Меѓутоа не е за се. Да, нека прифатат за све, ние ќе го поздравиме, а не ова е парцијално решавање на проблемите. Онај момент кога каматата ќе ја стигне висината на главниот долг, тука треба да замрзне каматата. Ваква камата која што има во Македонија нема никаде, ми се чини. Ова што правиме разговори, контакти со сродниве синдикати наши, ова го нема никаде. Ова мора на народот. Ова е веќе, што да ви кажам, ова е лудница. Дека мерката за отпис на долгови наликува на предизборен подкуп, смета и Нури Бајрами, член на антикорупцијската комисија. Според него, оваа мерка може да го припишува тоа на стандардна пракса во периодот пред изборите. Дури и без таа да е намерата, објективно не е во ред, бидејќи добро треба да се подкрепи кои категории, односно на јавноста мора да е јасно што се постигнува со тоа. И затоа пред секој избори се повторуваат ваквите работи, што според мене едноставно значи подкуп и ништо друго. Инаку владата преку нов закон планира на околу 150.000 граѓани да им бидат простени каматите на долговите кои ги имаат кон управата за јавни приходи и јавните предпријатија, но само ако потпишат договор за отплата на главнината на рати. Мерката ќе важи само за физички лица и тоа за долгови за сметките за струја, парно и вода. Владиниот предлог ќе му биде доставен на собранието кое ќе има финалната одлука.